Добро утро, добар народе. Денеска е сабота, вечерва се слави Великден и јас, бидејќи е прекрасно времето, одлучив денеска да излезам малку надвор, да пуштам нозе, да направам некои интересни видеа од улицата на Тоше, Малеската црква и да одам према авиончето. Сега дали да поштуваме правила? Да, ќе поштуваме правила. Нема да бидеме балканци, ќе бидеме европејци. За кратко ќе го летаме дронот. Мислам дека е сухој. Ако некој знае каков авион е ова, нека пише у коментари. Ја мислам дека е сухој или јаг. Можда и некој наш југословенски. Поима не. Знам дека е интересен. Ми се случи многу интересна ситуација додека бев кај авиончето. Одлучив да седнам во еден од кафичите. Се уште не ми беше дронот спакуван и сакав да го разгледам материјалот што сум го снимил. Ми приде еден дечко, почна да ми поставува прашање за дронот, ми кажа дека има искуство со дронови, дека се надевам дека во едно од видеата ќе го познаете. Си нарачав швепс и откако го завршивме муабетот со дечково, кој беше дојден со сопругата негова и со керкичката. Стана да си одат, после некои 10-20 на минути одлучив јас да станам да си одам и си викнав сметка и ми кажа господине платена ви е сметката. Дечко уствари ме части пијачка, што си направивме убав муабет, ме заследи на YouTube, ме заследи на Instagram и еве уште еднаш јавно благодарам и се надевам дека ќе договориме дружба, па можда он со неговиот дрон, јас со мојот дрон да направиме некои интересни видеа заедно. Сега се враќам дома, малце да се дружиме со Ларче надвор. Ај пополека враќај го назад. Како што кажав, ние еве после малку време излеговме да се прошетаме, а не стигна. Еве Анчи, еве Ларчи и еве го мајсторот кој лета дронови. Мајсторот кој лета дронови. Подмладокот на дрониличарството, што викам. Иначе добар е. Еј, за малце ќе отидеш у дрво. Па мораш да го одржуваш. Ој! Јас се враќам кај Лара, да не оставам сама и продолжуваме да се журкаме овдека на Детска улица у Ново Лисиче, да пиеме кафенце. Филип ќе си игра со дронот. Ќе пробаме да не го искршиме. Се надевам дека нема да го искршиме. А ние да се видиме со сестранчи. Пушо.
Бишон. Бишон. Лара, тој е бишон. Кажи бишон. Бишон. Кучето? Ето го кучето. Женска е она. Како иде назад? Назад е урикаш. Урикврци, као кола. Ган, и урикврц. Ти како излез назад? Ако бидете умни, Филип, ако не се типате Стојана, ќе добиете вака. Пази сега, значи те имам на камера. Да не им обеќаваш џабе, затоа што ја ќе дојдам и ќе те санкционирам одма. Да псуе, доби дрон. Ете. На деца никој не обеќам. Или ако му обеќам, или му земеш, или не му треба ништо. Да е. Тоа да. Година мај кам летово. Не, иначе да со деца, ова е... Брат, деца дома, он се ташка си игра, се зади деца трчат. И деца ќе бидат мирни. Па вакви връвки имаше, ке ми трбин. Ја ќе ти дадам од моето куче, старо, ќе ти дадам врвка и чешел за чешлање. Ако ти купи мајка ти куче. И на ние ги продаваме бетина. Па нема ли да пари? Нема не паби, ја не оде десколици, јас сум А колку е трудна? Не е трудна бе, па и ти од каде е трудна? Јана ги изнарани пилињава. Значи имаме на камера. А не рече дека ќе им купи, ако се добри, куче, после одмор. Ако не се тепат, значи ако не се тепаш со сестрата. И ако бидеш добар, не си престанал да кажеш срамотни зборови, ти купиле дрон. Сега треба да бидеш добар, да ја сакаш сестрата, да ја чуваш и да ти купат куче. Ајде. Што учевте на карате последниот час? Ајде бе, Дај ги смоките на мајка ти. Наваму, подалеку. На кај нас цврте. Ајде. Ни. Ич. Да. Браво, значи научил карти, добро е. А ти ичмич, мали питпирич. Да цверка со гзот. Како цверкаш со гзот ти? Ќе покажеш ли? Јадете смоки, нема ручек денес. Ги избрка сите чавки. Земи дронот, залете им гуни. Да видиме чавките што ќе прават. Ќе ги следиме. Ќе ги следиме. Ако бија многу високо, Само подалеку ќе го ставиш. Тука отвори го, а подалеку ќе го ставиш пред да го полеташ, за да не го полетуваш тука у нас. Ене го визер. Чичко визер ене го. Ене го, твое десно. Ене го. Плавото небо. Ете го. А ој многу мал му. Па, знаеш тоа е кога се дига е мал, кога се спушта е голем. Фата Моргана. У принцип обратно иде секогаш, ама со авионите. Еве сега Лара да видиме чавката како ќе бега. Опа. Сега снема батерија. Снема батерија. Ај, како бе снема батерија? Па уклучи го. Светка ли? Епа, добар ден, добри луѓе. 24-ти ден во Скопје. И да ви кажам право, за прв пат, со другарка ми Маја, решивме да идеме на водно. И тоа одбравме понеделник да дојдеме до Средно водно и да почнеме да се качуваме пешки, бидејќи у понеделник жичарата не работа. Па сака да ви кажам дека само што тргнавме од Средно водно
Ја веќе немам душа. Се пењам како куче некој без вода. Нема везе. Натоварени со дрон, апарат, камера. Ќе одиме по асфалт. Значи, нема да се качуваме по кози патеки, него ќе си се качуваме по асфалт. Па до кај стигнеме. Сакам горе од врв да го летнеме дронот, да направиме некои интересни фотки и видеа од крстот. Ќе ми треба малце време додека да го навикнам телово на напоров, бидејќи 20 кила ранец, дрон, телеобјектив, апарат со 2470. Ќе биде интересно. Нена ми вика, но акнати ли сте у глава? У понеделник са бајли у 8 наводно. Трпи бабо за убавини. Се гледа кулата. Бидевме по козите патеки. Мислам дека негде околу 20 на минути. Вака ќе ни испадне 40. Ама ќе ги качиме. Мајче, ти успееме, што викаш? Што да не? Све се може кога се сака. Ете, позитивна енергија. Се качуваме на Calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep hiding. Единствено што не ми се свиѓа во целава ситуација е што не ја наполнив доволно камера, само 81% батерија. Знам дека микрофоните ги пунев, така да со тонот нема да имаме проблем. Ако случајно ми се појави некој проблем, ќе биде да ни цркне батеријата од GoPro-то, ама затоа имаме телефони. Па, еве, може би следното моје одење во F-Stop ќе биде да од Марко побарам некој батери банк на користење. Бидејќи мојот може да наполни телефон, али не е доволно јак да наполни апарат, камера и слично. Таму имате све. Canon, Nikon, гимбали, стативи, светла. Имате плюс за подкасти, микрофони, знаме и слично, така да можете си почнете собствен канал и да пробате да заработите нешто. И некој да ве види и да нели да станете вирални. Мајче, како се држиш? Одлично. А? Болje него што се надевав. Значи имавме 3 солуции за денеска. Едната солуција беше да дојдеме само на средноводно да пиеме кафе. Втората солуција беше да дојдеме на средноводно и да се качуваме до врв. И трета солуција беше да идеме до средноводно да пиеме кафе па да продолжиме за Пантелеймон. Ама ние одбравме втората солуција, да се раздвижиме и да идеме до врв. Бидејќи навистина сакам да ги направам тие видеа од крстот. А следната недела, додека ја чекаме Нена да го довлечка газот во Македонија и да го донесе Ное Сарк и да почнеме веќе на тоа патување заедничко што го планираме веќе години, ние ќе си најдеме занимација со пчеличката Маја следен. Значи викенд матка, понареден Пантелеймон. И после тоа Нена ќе дојде и ќе почнеме. Мајче, ќе доаѓаш со нас, така? Може. Со тоа што Ное Сарк е регистриран за двајца, тебе ќе натераме. Тебе ќе те натераме или да лежиш позади да се возиш, или ќе не пратиш со кола. Али сакаме од Македонија да направиме една обиколка и да ги посетиме сите можни манастири, цркви кои се стари. Како Зрзе,
Светинаум, бидејќи Нина никогаш не била во Охрид. Она никогаш не била во Македонија до душа. Ќе биде прво искуство и ќе пробам да ја направам една убава тура, да ги посетиме сите убави места. Она да ги види, а воедно и вие и сите оние кои сакаат да ја посетат Македонија. Слушам кола. Значи кола. Некој знае да си се качи поштено нагоре, да педла, да вози точак, а некој со кола си се качуваат. Кој како си може. Другар ми Владо Георгиев викаше: "Боби, зашто Спарки си ги лиже јајцата?" Викам: "Зашто, брат?" "Затоа што му се може." Ете го. Крстот. Не сме далеку. Ние се одиме по Божји пат, као што викаше Шенка и Ѓорѓи во приказните. Се одиме по царски пат. Го слушнав позади мене. Здраво, ти успееш? Ќе пробаме. Хајде. Ovo je poteško na tebi ili na nas? Ќе ти кажам у Швајцарија по 3000 метри и качам ова загревање. Па да, имате ви у Швајцарија, дојди кај мене у Шведска нарамно. Со електричен точак. Не ми текнува, може да се договориме. Можеш да ти кажем право. Се гледаме. Се гледаме на врв. I've never been exposed like this before. Здраво. I'm gonna check you out. Море културен свет. Значи, како се качуваме повисоко, тоа многу покултурен народ. Тоа значи дека чистиот воздух ви ги отвара виугите, дојдете на водно. Write your name from the darkness, thinking it's too late. Не само некој си 50 до 100 метри надморска, уште е и негде околу 500-600 метри земска. И стигнуваме на крст. Крстот се гледа тука, застануваме некои 5 минути да земеме здив и продолжуваме нагоре. Верувам дека нема да имам доволно 49 минути до сега се пентариме. Верувам дека нема да имам батерија за враќање. Али затоа имам 3 батерии за снимање видеа. Дечки, се качиме горе и горе ќе снимаме полетување на дрон. Не ни останува уште многу. Ете, електрично точаче за помош. Педлаш, а не педлаш. Сега, значи, крајот е секогаш тежок. Крајот е секогаш потежок од почетокот. Поготово, кога се качувате по планина, последното до врвот е најтешко. Ние доаѓаме на последната кривина пред крстот. Мислам дека последниве 500 метри ги одиме колку што го одиме цел пат. Од средно до врв. Останува уште многу малце. Сега ќе ви пуштам да видите жичарата од кај поминува. Wow, Anja, what is eno stadionot? Сите сме уморни, дури и децава. И децава се уморни. И они застанува, ја мислев дека веќе ќе стигнат пред нас. Мајо, еве ти е рамнината и малце уздолници имаш. Конечно рамнината на Бог. Конечно рамнината моја пред да се качиме на најтешкото. Calling out your name. Beating, hiding. Полн газ. Како е, мајче? Thinking it's too late. Одличен подвиг. If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep Крајот секогаш брефтаме, нели? I just met
friends from China. Yeah. Hello everyone. They live in Skopje for the past 1 year. They come to Vodno almost every weekend. So if they can, you guys can too. So come to Vodno and feel the fresh air and the good oxygen here. Maya, this way or that way? This way. No, this way. So guys, try to come to Vodno every weekend. Escape the city and come here. Мајче, како се држиш? Нема да почна прерано да славам. Ама еве сме. Само што овој успон и стигнавме. Маја вика, земи ме направи некоја фотка довдека. Не правам фотки, се уште да вадам апарат, ќе го вадам горе. Трошиме последните залихи на батерија од GoPro-то. Тотално испатен. Нена ни фалиш, Нена. Мислам дека да беше Нени стука ќе ни беше многу полесно. Дали Нена ќе се откажеше или ќе се качеше до врвот? Дечки, стигли смо. Телевизиски, шпионски, еве што е. Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија. Така ќе изгледа, вака изгледа во моментов. Значи се гради се уште. Стигнавме, Маја. We did it! Стигнавме, дечки. Успеавме. Се одмараме, креаме дрон. А после со Господ напред. Ајде. Евака. Сега бараме тату студио во кисела вода. Ми рече, Аце, ова има позади салата. Јас сум одно позади салата во кисела вода. Тату студио, тату студио, тату студио. Одма позади салата. Ајде, најди ја одма позади салата, тату студио. Дечки, добро дојдовте у нов ден. Мене ме боли цело тело од вчерашното патешествие на Водно со другарка ми пчеличката Маја. Еве го. Уико каве очи мистера, јеботе. Очи мистера. Тату студио Индиго.
Добре. Еве го Ацки гледа филм и го тетовираат. Ау, Атанасију, кај си бе? Што бре? Еве го германецот. Ништо да те видам, бидејќи човек. Кого правиш мој? Сам со себе, кој не нормален. Сега со Добре, тебе. уште некоја година ќе кликне скрос и нема враќање. Како го знаеш дето? Здраво, здраво. Дечко, Марко, мило ми е. Боби, мило ми е. Ова е на Саше синот. Ме заебаваш. ете заемам, што мислиш ти бе? Каши наш живе? Така со еден сателит тука го тренираш. Ако го памти. Дете беше бе. Кај си бе, Ацки? Ќе пиеме кафе? Абе, сотрух од кафе. Чека да ме решат. Нека те решат. Ја ќе седам и ќе си снимам. Видите колку убаво тату студио у Скопје? Аха. Што убаво. Ја ќе се дружам тука малце со Ацки и со компанија. Да видам ја што ќе тетовирам. Па може и ќе направиме некоја финтица, тетоважа, некоја јака и ова и она. И Скопје више станува она баш право добро место за овој тип на бизниси. Гледам дека луѓето сакаат да си уложат, да си направат, да им биде убаво, шетаат по светот, гледаат како е по светот, што знамеле инк, ова, она, ваков инк, онаков инк. Ова се наоѓа во кисела вода. Значи, одма позади расадник салата, еве расадник салата, што се гради и ова е, можете да видите овдека горе, се вика Indigo Tattoo and Piercing Studio. Работно време ими од 11 до 19, понеделник и до сабота, недела им е слободен ден, али верувам дека можете да си дојдете, да се договорите кога сакате да се тетовирате. Како, например, јас сега ќе им направам шема да ми поправат некои тетоважи и да си направам некоја интересна тетоважа. Еве го Ацки е готов. И сега ќе може да стане. Таман ти одговара за у Германија, брат. Скинхед. Скинхед у Германија. Ни се ева детството. Кај мене у Шведска да дојдеш, Джейми Откинсон ќе те обожава. Крем банана. Значи завршивме со другар ми Ацки. Украдов крем банана од Indigo Tattoo Studio. И сега, бидејќи му ветив на Владо Георгиев дека ќе да му помогнам да ги собираме сликите од изложбата, да му помогнам. Идам да земам колата и идам во МКЦ. Крем банана ми се слабост. Да знаете, кај да ме сретнете, единствено што можам да прифатам е крем банана. Ама ние од Европа, гледайте, се уште на никого не му кажувам план колку ќе се задржам во Македонија и каква ќе биде рутата. Не сакам да планирам ништо веќе, бидејќи сето она што го планирав до сега се изјалови. Требаше на 24-ти да тргнам за Шведска, да идам да ја земам Нена заедно, да се симнеме, така најавував. После тоа Нена ми вика, пошто се глупира, зашто да доаѓаш да акаш токав пат. Почекај уште недела дена, јас сама ќе дојдам надоле, не знам веќе кај бијам, шо викаат србите. Не знам го веќе кај удирам. Значи, дечки, сега седнувам у кола, идем у МКЦ, кај Владо Георгиев, тама и Верче, да му помогнеме на Владо околу собирањето на изложбата. Па, после тоа ќе видиме, може ќе се штракнеме кај него на кафе горе во Сопиште, па да се симнам повторно доле, затоа што Аце сака да си поминеме еден ден кафана, мафана, нешто да направиме. Ќе видиме како ќе тераме. Ова е добра перспектива.
Одлична перспектива, ми се свиѓа. Можам и да возам, можам и да се снимам. Многу ме вади од кожа ова свирчево што го има голтнато кола. Значи, почнам да... стојам у место, не се активира тоа свирче. Почна да возам така, звижди. Треба да видам кој е тој каиш кој треба да се смени на колава за да не го произведува овој звук. Барем имам нарачани кочници за колава, треба да изменам. Малце неорганизиран сум, и малце помрзоволен сум. Искрено, од кога сум дојден во Македонија, не ми се прави ништо, ми прија сонцето, ми прија убавото време. Денеска имаше 300 пати промена на времево. Те ќе врнете, нема да врнете, вака ќе бидете, онака ќе биде. Убаво е времево, фантастично. Сончево, има облаци како за врнење, ама убаво е. Кај Зоил Македонија, претерано огромна гужва. Ќе истераме, ќе избуткаме, ајде, све е убаво, ја барем сум сталожен додека возам, не се нервирам, не им замерувам на моторџиите што се буткаат помеѓу коли, тоа е некако кастам. Јас возев мотор и јас знам како сум се буткал. Ништо, во тој поглед ништо се нема променето. Ќе главиме, сега и телефон звони. Кој звони, Бог знае, сега ќе видиме. Нена. Ајде, телефон. Додека ја кренам на глупавиот телефон. Па си ме барала преска, ама исто ко сега, само ми Да. Кажи ми, успе ли да добиеш Катарина? Jesam, ali ne može da prepišu recept zato što vi niste tu, jer kao mi ne može prepišu recept, pa znaš, ona nije kao tu da ne možemo da pratimo. Аха, окей, добро. Tako da... Ништа, хвала пуно. Ne može. Добро, не може. Тоа е то. Нема Znaš, да... ja kažem ako pa neko zato što ono naše, koje tako znam, ali... mi ne možemo da prepišemo recept kada te nije tu. Јеби. Добро, нема проблема. Битно да смо пробали. Da. Ništa. Сречко. Добро. Важи, ајде. Ajde, Љубим, da radimo. важи. Ајде, чао. Ja ćemo se čuo posle. Важи, чао. Види интересно. Пази. Браво, мали. Браво, мали, браво. Сега ќе видите Верка Пиперка. Се надевам дека ќе налетам на Верка Пиперка. На Верче. Еве сме уште многу малце и стигаме во Младински културен центар. Куде си бе? Куде си, мати? Шо правиш, мати? Галерија еден наш визер има огромен простор што да изнајмјува за презентација. И тој мислим за... Кај е Верка Пиперка, бе? Штета. Почна малата да квичи. Почна малата да квичи и утнавме Верка, нема везе. Предрже? Како си, друже ти? Да се не жалимо. Владче, што ти треба помош? Јас се осеќам како да работам у фабрика. Цингер, кој на линија, серијска производња.
Еден лепи друг става ово, навади слики, Владо клечи на земја, Педжа пушта кеси. И Владо, сме броиле колку пати сме клекнале, брат, во животот? Прашаме го коленото. И јас ќе си го прашам и моето колено. Али добро е, добро е. Добро е, брзо иде. Значи, овдека овој дел е готов, уште ово остана. Уште ово остана. Дечки, јас не смеам да ги фаќам сликите со раце, мора по ивици, така да... Сакаш одма да ги товараме? Син една Кока-кола. Молите, брат. О, хало, хало. Си најде за анимација? Да. Малку си одмарав. А, кубо. Сега. Здраво живо. Здраво. Среќни празници. Среќни празници. Епа така, дечки. Уште еден прекрасен ден завршува. I will say just peace.